А игри избори! Победуваме! Дојде времето за избори и дојде времето да го слушнат гласот на народот. Гласот кој долго време го игнорираа, го подценија, го исмеваа. Народот кој памети, кој е мудар и добро знае што е што точно се случуваше и која е крајната цел. Дојдовме до тоа што долго време го чекаа македонските граѓани. Дојдовме до посакуваната цел, која треба да значи почеток на крајот на кризата. Дојде време за одговорот кој граѓаните им го спремаат веќе 2 години. Откако ја воведоа државата, во невидена криза и на работ на внатреетнички, но и можност за меѓуетнички конфликт, посакуваа крвопролевање, сакаа да не закрават до крај за да може без волјата на народот да дојдат на власт, затоа што така смислиле. Но силата и мудроста на овој народ е многу пати низ историјата докажувана. Трпението на овој народ е неговата најсилна доблест, иако многумина го сметаат за хендикеп. Не, со тоа трпение нашиот народ чекор по чекор дојде до посакуваната цел – изборите. Моментот кога власта се враќа кај него и тој одлучува на кого ќе даде доверба да го води. Кој може да ги решава неговите секојдневни проблеми? Кој може да направи подобро за народот и за државата? Кој нема да ги изневери и кој ќе го чува нивниот грб? Време е за крај на кризата. Време е конечно целосно да почнеме да се фокусираме со сето внимание на реалните проблеми на граѓаните. Да говориме за економијата, за новите работни места, за земјоделците, за нивните проблеми, за образованието, здравството, инфраструктурата, за напредокот во секој поглед и во секој сегмент, за новите перспективи на земјата и сите граѓани во неа, нови можности, нови шанси за нови инвестиции. Нималку наивни дека тие овде ќе престанат, но свесни дека токму со овие избори ќе се покаже една јасна и недвосмислена волја на нашиот народ за напредок на својата татковина, но и порака до сите дека оваа земја е земја на граѓаните на Македонија, на народот на Македонија, и тие одлучуваат за нејзината иднина. Никој друг не може да прекројува како што се тугите интереси. Туку за оваа земја одлучуваат нејзините граѓани, нејзиниот народ. И тие најдобро знаат кој треба да ги застапува, кој може да им помогне во секојдневните проблеми и кој може да го чува нивниот интерес. Тоа што се обидуваа да го направат е да не тргнат од темата која ве тишти секојдневно. Економијата, новите работни места, иднината и можностите за развој, инвестициите. Тие не држеа во заложништво со мрачни теми, на поделба, на конфликтност, додека ние и покрај се обидувавме да работиме на програмата, на тоа што сме ви го ветиле и на темите за кои вие, граѓаните на Македонија, народот на Македонија, сте најмногу заинтересирани.
Пред да појаснам, кои се можните сценарија за развој на политичката ситуација, мора да се осврнам на работите кои се дел од реалната политика и кои мора да се вратат како приоритет во политичката дебата и како најголем фокус на политичарите. Да подсетам на тоа што успеавме во изминатиот период да направиме и покрај кризата во која не втурна опозицијата предводена од СДСМ. Нашата најголема заожба останува борбата против невработеноста. Додека ја имаме одговорноста пред граѓаните, отворивме нови 160.000 работни места. За толку повеќе граѓани на Македонија имаат работа. Особено ме радува што со макотрапна и безпоштедна работа успеавме да ја намалиме невработеноста и за време на најголемата политичка криза. Тоа го говорат и бројките. Невработеноста во време на СДСМ, кога дојдовме на власт, беше околу 38%. На крајот, на втората половина на 2014 падна на 27,6%. Кризата не поколеба и ние продолживме да отвораме нови работни места дури и за време на траењето на кризата. Невработеноста, покрај се со што се соочи нашата држава, продолжува да паѓа. До овој период падна на историски најниски 24%. Во последните 2,5 години имаме пад на невработеноста од 3,6% во време на најголема политичка криза во Македонија. Во месеците, кога на опозицијата и беше најважно да ја разградува државата, нам ни беше најважно да обезбедиме економски просперитет за нашиот народ, за нашата држава. Токму тоа е периодот кога се спроведуваше и проектот Македонија вработува. Еден од најуспешните проекти кој беше наменет пред секо поддршка на домашното стопанство и представуваше значително олеснување и финансиска поддршка на фирмите, но и голема шанса за илјадници невработени луѓе во Македонија. Од овој проект конкретна корист видоа 5 категории на лица, и тоа невработени млади до 35 години, долгорочно невработени лица од 35 до 50 години, невработени лица над 50 години, невработени лица над 58 години, како и невработени лица со различни видови социјален ризик и поранешни професионални војници. Преку овој проект кој стартуваше во април 2015, за точно една година се вработија дури 19.000 невработени луѓе во Македонија. Во сред криза, при што 10.138 фирми ги искористија поволностите кои се нудеа. Затоа пред некое време овој проект го продолживме и започна со реализација проектот Македонија вработува 2, при што досега се нововработени над 1500 лица, односно тоа се 1500 семејства со обезбедена конкретна екзистенција за своите семејства токму од овој проект кој произлезе и се одвиваше за време на политичката криза. Во борбата против невработеноста, особено во периодот на политичката криза, остана наш приоритет стимулирањето на новите инвестиции, привлекување на странски компании и охрабрување на домашните компании да одат напред. Ова нешто е скоро неверојатно во ситуација кога државата се мачи со тежок политички проблем, наметнат од опозицијата. Но ние не се откажуваме од нашите намери и ние покрај се овозможуваме нови инвестиции, а тие пак нови работни места. Само во последните 7 дена се одбележаа 4 големи инвестиции за над 2700 нови вработувања. Се потпиша договор за инвестирање на нова фабрика на германската компанија од автомобилската индустрија СТС Текстайл во Велес
и тоа преку рестартирањето на дел од капацитетите на некогашната свилара. Официјално отпочна со работа германската компанија Костал во Охрид, и тоа во просториите на некогашниот загубар ЕМО. А грчката компанија Цера Метал официјално објави дека ќе инвестира во капацитет во Битолско жабени. Најнова е инвестицијата од Холандија на Инофрут, и тоа токму преку превземање на пропаднатиот комбинат Агровозар од Богданци, со најавени нови инвестиции во нов капацитет за откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи, како и производство и извоз на земјоделски производи и нови работни места. Во претходните 2,5 години многу други компании се одлучија да инвестираат или отпочнат со работа, или ги проширија своите капацитети. Американската компанија Automotive во текот на 2015 година започна со работа во ТИР Скопје 1. Инвестицијата е во вредност од 15 милиони евра за најмалку 400 нови работни места. Американската компанија Delphi Electronic во текот на 2015 година ја објави својата одлука за инвестирање. Компанијата започна со работа во 16-та во слободната зона Скопје 1 и финалната бројка на вработени ќе биде 500 нови работни места. За 10 дена започнува првата фаза од инвестицијата на италијанската компанија Euroshock Absorbers, дел од групацијата Монтанте, производител на амортизери за шински возила, камиони и автобуси. Вкупната сума ќе изнесува 10 милиони евра за нови 100 вработувања, со изгледи оваа бројка да достигне до 400 нови вработувања. Оваа година се започна со градба и на фабриката во ТИР Скопје на првата домашна компанија Хайтек, чиј капацитет се очекува да биде функционален до крајот на оваа година или најкасно на почетокот на следната. Инвестицијата изнесува над 20 милиони евра и ќе овозможи вработување на над 300 лица. Истовремено се потпиша договори со Технопласт, која исто така е домашна компанија, која ќе почне да гради до крајот на оваа година. Италијанската Технокозе оваа година го отвори вториот инвестицијски проект во Македонија со дополнителни 11 милиони евра инвестиции, кои предвидува дополнителни 150 вработувања. Италијанската компанија МАГ-ДИА, дел од групацијата Диатек, за производство на производи за дигитално опечатење и хартија за текстилната индустрија во 2015 започна со производство во слободната зона во Скопје, вкупниот број ќе достигне до 200 луѓе. Герман Електромехатроникс, компанија за електрични уреди за обновлива енергија, потпиша договор за инвестирање на почетокот на оваа година. Изградбата на фабриката е во тек, а вработувањата ќе следуваат во текот на наредната година. Планирани се 15 милиони евра инвестиција и 200 нови работни места. Белгиската компанија Ван Хол во април годинава започна со реализација на нивната втора фабрика за автобуси. Инвестиција од дополнителни 15 милиони евра и уште 400 нови автобуси производство. А во моментот постојниот капацитет работата со 100 луѓе, значи 400 нови вработувања покрај 800 кои што сега работат. Германскиот Technical Textiles на крајот на 15-та започна со производство во ново изградениот објект во зоната во Штип. Инвестиција која носи 1000 нови работни места. Италијанската компанија Кондево во 15-та започна со изградбата на производниот објект во Штип, каде инвестицијата се проценува на 40 милиони евра. Изградбата е завршена и се очекува да започне со работа во првиот квартал на следната година. Во наредниот период е предвидено вработување на минимум 250 лица. Во јули оваа година во Прилеп почна со работа и компанијата Гентерм. Инвестицијата е 20 милиони евра
Моментално се вработени 550 лица, а до крајот на годината се очекува бројот да се зголеми на 650, пошто финалниот дел од оваа бројка на предвидени вработувања е 2000 нови работни места. Исто така во Прилеп во завршна фаза е изградбата на фабриката на германски Аконпласт. Инвестиција во износ од 3 милиони евра и 150 нови работни места. Оваа година и во Кичево почна со работа еден од најголемите светски производители на сигурностни појаси во автомобилската индустрија, односно на сигурностни производи за автомобилската индустрија, Key Safety Systems, кој ќе вработи 1000 вработени и веќе ги регрутираше првите неколку стотина. Покрај ова се привршува и изградбата на фабриката, германската фабрика ОДВ Електрик во Охрид, во зоната Охрид-Струга. Инвестиција која ќе вработи 1000 вработувања, 1000 нови работни места, и планот е за околу 1 месец да почнат со преселување од адаптираниот објект во кој сега работат околу 200 луѓе во ново изградената фабрика во зоната. Американската компанија од автомобилската индустрија Johnson Controls, која ќе донесе 1500 нови вработувања, оваа година почна со градба на фабриката во Струмица. Американската компанија од автомобилската индустрија Lear, по пробното производство во изнајмени постоечки објекти во Гостивар, од втората половина на 16-та работи во производствен погон на зоната во Тетово. Тековно се вработени 450 лица, а планирани се вкупно 2500 вработувања. Исто така, канадската компанија One Contact минатиот месец почна со работа отворајќи кол-центар во Скопје, при што планира да вработи 200 лица. Германската компанија Кеслер на почетокот на годината објави дека ќе отвори центар за истражување и развој во Македонија. По извршениот процес на селекција, првите инженери веќе се испратени на обука во центарот на Кеслер во Германија. Американската компанија Amphenol, која има 2 фабрики во Кочани и 3 производни погони, почнуваат со подготовка за градба на нова 3-та фабрика и 4-ти погон, кој треба да биде готов наредната година. Вкупната бројка на вработени треба да се достигне до 2500 луѓе во сите 4 погони. Бугарската компанија за производство на транзистори Филкап финишираше со градбата на својот капацитет и во наредниот период ќе започне со носење и со внесување на опремата во халата и ќе бидат ангажирани за почеток најмалку 100 луѓе. Во 2015 година започна со работа и ирската компанија Баракуда Лидер во истражување и развој на деловен банкарски софтвер, како и Apple Land од Дубај, отворен во Ресен, нов откупно-дистрибутивен центар за овошје. Имавме инвестиционен циклус и во македонското рударство. Имено компанијата Сардич МЦ по 2 годишни истражувања почна со изградба на својот рударски комплекс во Казандол во Ландовско. Ова е прв пат по 40 години во Македонија да почне да се гради рудник. Инвестицијата е вредна 35 милиони евра. Инвеститорот е заинтересиран и за дополнителни истражувања, за 2 нови капацитети, каде истражувањата се во тек и се со планови за инвестиции за експлоатација на руда и со овие 2 концесии. Се рестартираше и рудникот за олово и цинк во Пробишти, а следен и рудникот Тораница многу наскоро. Се очекува, согласно најавите, да отпочне и градбата на Иловица, инвестиција во која ќе се вложат 500 милиони евра. Ова се само дел од инвестициите во овој период на политичка криза во Македонија. Само еден дел. Да, додека се справувавме со деструкција и со деструкцијата и со манипулациите на СДСМ и на нивните невладини организации, паралелно работевме турбо со сите сили да ги исполниме нашите ветувања. Во контакт сме и со повеќе други компании од различни сфери со кои разговараме за нови инвестиции.
Ова покажува дека ние не се откажуваме, ние не застануваме, ние ја водиме земјата напред. Политичката криза, иако го забави процесот, ние продолжуваме да се бориме за секоја нова инвестиција, за секое ново отворено работно место во Македонија. И еве сега неколку нови работи, кои денес за прв пат ќе ги соопштам. Прво, можам да соопштам дека една западноевропска компанија го извести неодамна економскиот тим, по-конкретно Бил Павлевски, дека има донесено интерна одлука да инвестира во Македонија. Тоа е компанија за производство на електрични уреди, кои се употребуваат во секојдневието, во домакинството и представуваат прилично познат бренд. Се очекува да отворат нови 1000 директни вработувања во град во Пелагонискиот регион. Од разбирливи причини не можам да ги соопштам деталите, додека самиот инвеститор не го направи тоа. Второ, германската компанија која е добавувач на постоечки голем странски инвеститор во зона во Скопје, донесе одлука да инвестира во нов производствен погон во Македонија. Нова фабрика која треба да почне да се гради и да биде готова во средината на наредната година и во која ќе се обезбедат нови 100 работни места. Трето, особено радосна вест. Американска компанија која се занимава со специфична индустрија одлучи да инвестира во еден помал град во централниот дел на Македонија. Во моментот се во процес на купување на земјиштето, а по изградбата се планира производство да започне во втората половина на наредната година. По целосното комплетирање и заокружување на инвестицијата ќе се вработат 200 нови лица. Ова инвестиција е од исклучително значење за градот во кој се планира да се реализира, бидејќи станува збор за помал град. Четврто, можам да соопштам дека италијанската компанија Технохозе по изградбата на втората фабрика во оваа година ќе започне и со градба на нивна трета фабрика во Македонија, во зоната во Скопје. Градбата ќе почне наредните месец-два. Тоа е инвестиција од дополнителни 5 милиони евра и над 100 нови вработувања. Ова се 4 нови инвестиции. Нека е со среќа со 4 нови инвестиции. Почитувани присутни, и покрај се, ние продолжуваме да работиме и на другите полиња. Македонија продолжи да гради успешна бизнис клима и во текот на најголемата политичка криза и беше рангирана минатата година во октомври на 6-то место во Европа и на 12-то место во светот според Doing Business на Светската банка и прва во светот според извештајот на IBM за ново отворени работни места по глава на жител како резултат на директни инвестиции. Од друга страна, продолживме со грижата за социјално загрозените. Во периодот на политичката криза обезбедивме зголемување на социјалната помош и тоа во 2015 за 10% и во 2016 повторно за уште 5%. А социјалната помош од 2006 до денес е зголемена за цели 62%. Во овој период на криза продолжуваме со зголемување и на пензиите. Минатата година тие се покачија за 5%, а исто толку ќе се покачат и оваа година со исплатата на ноемвриските пензии во декември оваа година. Од 2006 до денес во просек пензиите се зголемени за 70%. Исто така, во периодот на политичката криза се продолжи со изградбата на патиштата. Се градат 3 нови автопати: Демир Капија Смоквица,
кој треба да биде готов наредната година најдосна до мај. Скопје-Штип и автопатот Кичево-Охрид. При крај е изградбата и на експресниот пат Велес-Кадрифаково-Штип, а активно се гради експресниот пат Градско-Прилеп. Во последните неколку години завршени се 404 локални патишта со должина од околу 750 километри и инвестиција од околу 65 милиони евра. Набавивме 150 нови вагони од различни типови за товарен превоз, вредни 15 милиони евра. Извршивме набавка на 6 нови патнички возови, за што се вложија нови 25 милиони евра. Во теке и фазната изградба на пругата кон Бугарија. Тука и проектот за реконструкција на 10 железнички станици и повеќе други. Активно се работи и на гасификацијата. Започна изградбата на втората делница од националната гасоводна мрежа од Штип до Неготино во должина од 36 километри, која треба да заврши следната година. За неа се инвестираат околу 16 милиони евра. Се изгради и гасоводот Клечовце-Куманово-Штип, а чија вредност е 75 милиони долари. Паралелно со изградбата на оваа делница, скоро во следните 2-3 месеци се очекува да започне и изградбата на гасоводите Неготино-Кавадарци, Прилеп, Битова и Скопје-Тетово-Гостивар, со што ќе се заокружи првата фаза од изградбата на националната гасоводна мрежа. Во делот на здравството се изгради детската болница Козле, се отпочна со градба на клиничката болница во Штип. Инвестиција вредна од 5,56 милиони евра. Се реконструира и доградува болницата во Струмица. Болницата во Битова се реконструира. Се врши комплетна надворешна реконструкција на болницата во Битова. Во теке реновирање и адаптација на објектот на специјалната болница за ортопедија и травматологија во Свети Еразмо во Охрид. Исто така во теке постапка за избор на изведувач на градежни работи за ургентниот центар, за новиот ургентен центар во Куманово. За периодот само 2 години се набавија вкупно 11 најсовремени дигитални мамографии за исто толку јавни здравствени установи на издржавата. Клиниката за државна кардиохирургија функционира во комплетно нов простор, а се изгради и современ ПЕТ центар. Предвидени се средства за субвенции за земјоделците, како што ветивме, така и се исплаќаат. Дополнително на тоа, излеговме во пресред со нова подршка на сточарите кои претрпеа штети од болеста син јазик, а тука бевме да помогнеме и на сточариве годинава, кога се соочија со штети и опасност од болеста јазлеста кожа. Подадовме рака на производителите на домати, кога им беше тешко и најтешко, преку воведување на дополнителна финансиска подршка. Не им го свртевме грбот и на сите оние други кога беа во тешкотии, како лозарите, каде што неодамна владата даде дополнителни стимулации, исто како што искрено помогнавме и на оризо производителите со дополнителна подршка кога им беше најтешко. Како што излеговме во пресрет и на производителите на пченица, за кои дефиниравме и дополнителна субвенција по хектар и подршка за складирање. Подадовме рака и помогнавме на земјоделците чии посеви беа опфатени од поплавите кои се не беа случиле во таков обем цели 40 години. Ветивме и реализиравме 100% обештетување на земјоделците. И сето ова во време кога бевме под силен удар на политичката криза предизвикана од нашиот политички опонент СДСМ. Така ВМРО ДПМН помага на земјоделците. Ние сме тука за земјоделците секогаш. Кога е најтешко сме тука да им помогнеме. Продолжија инвестициите и во образованието. Во последните 2 години се отворија 11 нови училишта. Од вкупно 74 нови кои ги изградивме, како Живко Брајковски во Бутел, Дуња во Кисела Вода, Димитар Поп Георгиев Беровски во Ѓорче Петров и други. Почитувани присутни, ние и покрај целата криза го направивме ова и многу други проекти.
И убедени сме дека кога сето ова ќе помине и кога со изборите ќе се испрати јасна порака до сите за тоа кои се приоритетите на нашите граѓани, тогаш со уште поголемо темпо ќе продолжиме кон она за што сме одбрани и кое граѓаните го очекуваат од нас. Нови можности за сите во сите сфери. Нови работни места, поголеми плати, инвестиции и проекти. Но ние ќе даваме, како и досега, само реални ветувања. Реални ветувања за сето тоа, а не од ракав исфрлени ветувања кои подоцна нема да се реализираат, како што прави опозицијата, не водејќи сметка за тежината на дадениот збор, кој го даваат пред вас, затоа што дадениот збор за нив нема вредност. Овие избори ќе бидат и своевиден референдум. Референдум против она што опозицијата го правеше. Референдум за враќање на позитивните теми, проекти и развој, кои се дел од секојдневните проблеми и што ги тиштат луѓето во Македонија. Тоа ќе биде, тие избори кои доаѓаат, ќе бидат референдум за Македонија. За Македонија каква што ја сакаме сите, а не Македонија каква што сака да ни ја скројат. Ние во меѓувреме промовиравме низа на проекти кои ќе ги реализираме по победата на следните избори. Само мал дел промовиравме. Останува во иднина уште многу да промовираме. Гледам, нашите противници се подсмеваат, но како и за многу други проекти, за кои ширеа скептицизам и неверување, откако се направија и се реализираа, тие молчат. Ние по изборите ќе изградиме 140 нови детски градинки. Ќе започне да се доделуваат субвенции и низа поволности за купување на електрични автомобили за граѓаните и компаниите, како и субвенции за вградување на плински уреди за автомобилите на бензин, со што значително ќе се влијае на намалувањето на загадувањето на животната средина. И секој ќе направи и финансиски заштеди од тоа. Дополнително ќе се започне со набавка на нови 50 електрични автобуси во Скопје. Ќе се отпочне и со проектот за субвенции за грејење на пелети, со што семејствата кои ќе го изберат овој начин на затопување ќе може да искористат низа поволности. Објавивме и дека ќе се започне со нов сет на мерки во земјоделието. 80% поддршка при вградување на систем капка по капка и поддршка при ископ на бунари, како и исто толку поддршка при набавка на високо приносен добиток, при што приносот, односно исплатливоста и заработката на земјоделецот може неколкукратно да се зголеми. Ќе започне да функционира и проектот за професионални земјоделски советници, при што земјоделецот, освен субвенции и поддршка која ги нуди државата во производството, ќе добие и поддршка со совети, следејќи ги најсовремените светски искуства и практики. Исто така, ќе се реализира и проектот за изградба на агроберза во близина на Неготино, со што ќе се овозможи собирање на свежото земјоделско производство и негова дистрибуција кон крајните потрошувачи во и надвор од државата. Ќе се започне и со реализација на проектот од село во град, со што ќе се дадат низа поволности, меѓу кои пари за купување или изградба на куќа и можност за користење на државно земјоделско земјиште за оние кои ќе одлучат да се вратат да живеат на село. Освен овие проекти, ќе започне и примената на мерките за поддршка на спортот, за кои неделава веќе поминаа сите неопходни измени и дополни на закони во македонскиот парламент
и од 1. јануари следната година ќе почне да се применуваат. Освен тоа, во изминатиот период излеговме и со 40 нови проекти за младите во Македонија. Дел од нив започнаа да се реализираат и пред она што беше планирано и ветено. А вие најдобро знаете дека ќе ги реализираме сите кои се предвидени, онака како што и во минатото правевме. Драги пријатели, нашата програма е готова и таа е најобемната програма досега. Содржи бројни, конкретни проекти и многу позитивни изненадувања за граѓаните, за бизнис заедницата, посебно за младите, за малите и за средни бизнис, за синдикатите, за земјоделците, за здравствените работници, за студентите, пензионерите, работниците, невработените. Содржи мерки со многу конкретни буџети, чекори и реформи кои ќе им донесат на нашите граѓани многу нови и многу позитивни работи, кои ќе им го променат секојдневието, ќе им го олеснат животот, ќе им отворат нови можности и нови перспективи, нови шанси во животот. Почитувани присутни, во оваа криза имаше и некои други работи кои испливаа на површина. Имаше многу луѓе кои велеа дека СДСМ долго не добил шанса да биде во власта и да видиме што ќе направи и како ќе се однесува. Од тој аспект видовме што двајцата министри, тројцата заменици министри со право на вето, директорот на информативната програма на МТВ направија и како се однесуваа. Бара 6 месеци, со одлагањата и другите играри добија 9 месеци власт. СДСМ доби шанса да види народот како работат и што ќе направат кога би ја имале долгорочно власта. Дали некој во оваа држава, дали некој виде некој користен проект за народот од овие луѓе? Дали некој виде поспособни кадри од оние кои ние ги нудиме, или напротив, 3 класи послави и целосно безидејни? Видовме луѓе кои со месеци беа фокусирани на тоа кој во каква кола ќе се вози, кој повеќе роднини ќе вработи, кој со колку повеќе партиски кадри ќе го наполни неговиот кабинет, кои се далеку од професионални и стручни. Видовме едни алчни за власт и за мок луѓе и гарнитура. Една безидејна екипа која го гледа исклучиво својот личен и партиски интерес. Еден куп деструктивци и манипулатори, лажговци, луѓе кои денес зборуваат едно, утре сосема друго. Го видовме лицето на СДСМ 10 години по нивниот пораз во 2006 година и по нивното отстранување од власта од страна на народот. Тогаш ги казнија и ги отстранија затоа што беа такви. Сите што мислеа дека тие можеби се промениле, дека извлекле поука од поразите и од народните казни, на дело, корпус деликте, се уверија дека оваа партија, која се нуди како алтернатива за водење на Македонија, не само што не напредувала, туку и дополнително уназадувала во сиот изминат период. И знаете што? Најпоразително беше кога ја донесоа одлуката за нивни предлог за тоа кој да биде шеф на информативната програма на МРТВ. Ја превртеа државата во овие 10 години со тезата дека немало слобода на медиумите, дека медиумите ги контролирава и диригирава нашата партија, дека партиски известувале новинарите и што ли уште не. Сите можни невладени организации од светот за медиуми ги активираа и преплавија со писма и со кодошење, се со цел да се најде земјата во колку што е можно полоша меѓународна позиција во делот на медиумската слобода. Лажеа,
конструира, местеа, клеветеа со сите сили. И морам да признам дека во голема мера успеа да ја осрнат земјата на тој план. Затоа ги бива, особено со парите од надвор, користени преку формата на невладините организации. Прашањето за слобода на медиумите стана едно од клучните во забелешките на Европската Унија кон Македонија. И ете, мои драги пријатели, дојде време тие да добијат власт во медиумската сфера. И тоа на две позиции. На првата, она во македонската телевизија, ја знаев што ќе направат, бидејќи си ги знам луѓето од СДСМ. Ама речи си сите неопределени, непартиски луѓе, не толку упатени, очекуваа дека ќе видат некоја нова непартиска личност на чело на информативната програма на македонската телевизија. Некоја независна, некоја професионална личност, некоја промена, нешто што ќе ги изненади. И одеднаш излегува Заев со објава дека на тоа место ќе дојде поранешниот најблизок соработник и шеф на кабинет на подпредседателот на СДСМ во тоа време и министер за надворешни работи Илинка Митрева. Треба ли да ги подсетувам за срамните интервјуа во претходно дадените прашања и по 6 пати враќање да се сними личноста која треба да му помогне на СДСМ, со тоа што за нас ќе се обиде да создаде перцепција дека сме биле криминалци или незаконски сме работиле. Толку од независното новинарство на СДСМ и толку од слободата на медиумите, како што тие ја разбираат. Па потоа, сите платенички новинари на СДСМ потрчаа оваа мизерија да ја оправдаат и да ја вадат од кау. Браво, си го покажаа лицето. Втората позиција што ја добија беше адхок телото за медиуми. Тука без губење време им дозволивме мнозинство, бидејќи ем знаевме дека без тоа нема да излезат на избори, ем знаевме дека уште еднаш ќе си го покажат вистинското лице, а не лажните опозицијски маски и јавови ветувања. И што имаме од тогаш? Секој 10 дена мнозинството во ова партиско адхок тело, адхок мнозинството на СДСМ, ги казнува телевизиите кои не ги ставиле во нивната партиска функција, односно кои не им се сервилни и не се во нивна партиска функција. И не ги фали, односно и не ги фали нив, а ги фалат партиските телевизии кои што цело време кажуваат само добри работи за СДСМ и само негативно за ВМРО ДПМН. Во Америка секој медиум има право јавно да подржи партија или политичар. Тука казнија телевизија оти во една дебата. Новинарот во еден момент малку поостро го прашал нешто представникот на СДСМ. А фала друг медиум каде секоја вечер оди дебатна емисија, во која не се знае кој повеќе го пука ВМРО, гостите или новинарите водители. Едните ги казнија заради малку повишен глас, другите ги наградуваат и ги фалат. Ако некогаш говоревме за проектот и аферата Фабрика на СДСМ во сферата на медиумите, денес тие и нивните подржувачи можат слободно да го наречат денешниот нивни медиумски проект како меѓународна индустријска зона. Тоа не е веќе фабрика. Ова што сега го прават е индустријска зона со многу фабрики во неа. Сакам да им порачам. Ви благодарам што си го покажавте правото лице пред народот. Да знае овој народ, а и самите новинари, што ги чека во сферата на медиумите ако во декември гласаат за СДСМ. Бидејќи има многу луѓе кои можеби ќе поверуваа на нивните лажни и сваткоречиви ветувања. Се покажа и какви ќе бидат во правосудниот систем, не само во медиумите. И за таму многу критикуваа, партизирани биле обвинителите, судиите и слично.
СЈО, кое се формираше со добра намера, за да се расчистат работите од киреаните материјали. Не е толков проблем што луѓето таму се очевидни подржувачи на СДСМ. Не е ни толков проблем што бесрамно си доделија тројно поголеми плати од останатите нивни колеги. Туку се нафатија да бидат главен инструмент на СДСМ и ЗАЕФ во битката за доаѓање на власт со сила и без волјата на народот, а преку партиски инструментализација на ова државна институција. Одржаа еден куп спектакуларни пресконференции со покренување на истраги и обвиненија, без да имаат барем еден валиден доказ. И доправа според она што ЗАЕФ наоколу ги храбри неговите демотивирани сопартици. Доправа планираа да станат актер во оваа кампања, верувајќи дека ако не препалат со канења на распити, за кои се разбира однапред ќе бидат информирани телевизиите кои што и да направи СДСМ и СЈО ќе го подржат. Планираа дека доколку не препалат со спектакуларни пресконференции за истраги и обвиненија, покани да се појавуваме во суд без никаква правна основа, дека на тој начин ќе го сменат мислењето на народот, СДСМ да ги добие изборите. Јас ќе им порачам од оваа говорница на сите оние кои сакаат на нечестен начин, со интриги, со манипулации и замајувања да дојдат на власт, дека не само што нема да ја оствара таа цел, не само што убедливо ќе изгубат на следните избори во декември, туку колку повеќе се обидуваат на вакви начини, со злоупотреби на институциите, во партиски цели да дојдат на власт, толку поголема ќе биде победата на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Почитувани присутни, она што сакам да го потенцирам со овие примери е што со давањето на можност да имаат извршна власт на СДСМ се даде и можност на неопределените граѓани кои го подзаборавиле нивниот начин на работа и функционирање да се подсетат и уште еднаш да видат и да направат разлика кај СДСМ од она што го говори и она што го ветува до она што го прави. СДСМ добија власт. Добро е што ја добија. За народот да ги види во позиција на власт, да ги види и да го види и нивното партизирање на институциите и односот во сферата на медиумите и во сферата на правосудството и во партиските и роднинските унапредувања и наградувања и во алчноста по скапи коли, мебели и слично, во неспособноста да направат барем една реформа или проект со која ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните или на компаниите, и во депрофесионализацијата и партизацијата на полицијата, и во кочењето на проектите како што Ременски се обидуваше да ги закочи отворањата на веќе изградени градинки, и во блокирањето на нормалното функционирање на буџетот, и во многу други сфери. Слика и прилика за народот да знае што може да очекува од овие луѓе. Знам дека можеби многу од вас, од членовите на ВМРО ДПМН, бевте разочарани или можеби и лути што им остапивме за еден временски период министерски, заменички, директорски места, контрола врз некои институции. Иш да не сте разочарани. Иш да не сте разочарани, затоа што ова беше една добра прилика народот да ги види нивните вистински лица. Ептен
можам да кажам, ептен им фала на СДСМ во тој поглед, а и на сите оние кои им помогнаа во нивните заложби привремено да добијат извршна власт. Штетата што ја направија на државата со своето неработење, кочењето на проекти и деструктивното однесување за се на овие луѓе во овие месеци во кои практикуваа власт, кои така замислуваа дека може да дојдат на власт, ќе ја надокнадиме. Ќе ја надокнадиме по изборите со уште поголема посветеност, со уште поголема работа, со освежување во нашиот тим, со извлечени поуки од нашите грешки во минатото и со визија, стратегија, реформи и многу работа. Поминавме низ сите нивни удори, како ониот типот дека имало 500.000 фантомски гласачи, па не знам што со медиумите, па ваков онаков закон за избори, закон за влада, па во ДИК да имале доминација под превезот дека ќе имало таму неутрални членови, министри, заменици со право на вето. Се поминавме за да на крај да кажат зошто сето ова го правеле. Дека требало да ја редефинираат државата. Сега му било мајката. Ептен им фала и за тоа што си ги кажаа намерите и ветувањата кои некому им ги дале. Почитувани присутни, што може да очекуваме на политички план во наредниот период? Во периодот до изборите, од опозицијата и нивните структури и помагачи, не може да очекуваме ништо поразлично од она што веќе го правеа. Хаотичност, деструкција, обиди за провокација кон нас преку неразлични механизми на улица, СЈО, но силата им ја видовме. Тоа ќе биде нешто веќе видено. Аргументи немаат, подршка од народот немаат. Ќе сторат се за да не испровоцираат или да фрлат сенка врз изборите, или ќе се обидат да ги прогласат за неважички или да не го признаат поразот само за да се одржат во политичкиот живот. Затоа што на некои луѓе таму многу им зависи од тоа дали се на чело на таа партија или не се. Но тоа нема да им помине. Ќе ги издржиме уште малку. Се гледа крајот на агонијата. 11 декември е за 8 недели. За 8 недели од денеска. 2 години ги трпевме. На глава ни се качи. Уште 8 недели ќе поминат. И ќе се соочат со реалноста и со волјата на народот во Македонија. Исто така, во меѓувреме, во моментите кога нема да се занимаваат со деструкција, клевети, лаги, црна кампања, ќе се обидат и да ветат по нешто. Лидерот нивни е познат по ветувања, го знаеме. Исто како што е познат и по лагите, и по тоа дека денес едно кажува, утре сосема друго. Знаеме колку му вреди зборот на овој човек. Се сеќавате, нели, едно време не го познаваше Верушевски на почетокот. Така тврдеше. Еве ги сега гушнати маршираат низ Скопје. Велеат Чаушот не бил нивни член. Па се покажа дека исто како и Верушевски, заев со Чаушот се најдобри другари. Велеа имало фантомски гласачи. Лицитираа со бројки. Се им се сруши како од кула од карти. Државната изборна комисија потврди дека по почистување на направено според методологијата како што ја бараше опозицијата на избирачкиот список, дека на тој избирачки список има запишано гласачи
практично исто колку во 2014 година, кога имаш избори. И така си маршираат, си кажуваат, мислејќи дека народот не памети и лесно може да се изврши. Па ќе видиме на 11 декември дали може да го извршат народот. На 11 декември народот ќе им го даде одговорот и ќе им прати јасна, кристално јасна порака дека нема играње со нашиот народ, дека му е преку глава од сето ова што се случуваше и деструкцијата во која опозицијата не втурна, и ќе одберат опција на која може да се потпрат и која знаат дека ќе работи и ќе создава дела и ќе ги решава нивните проблеми и ќе ја води земјата напред. Драги пријатели, знам дека 11 декември е денот кога целиот народ ќе покаже дека Македонија има сила, дека Македонија има лојални граѓани кои си ја сакаат државата, дека граѓаните во Македонија добро ја знаат вистината за Македонија, ама баш вистината, а не лагите што некој сака да ги представи како вистина. Вистината за тоа кој и мисли добро на оваа држава, кој работи за оваа држава и кој создава дела и проекти. 11 декември е денот кога нашите граѓани ќе покажат дека Македонија има политичка зрелост и капацитет да процени, да оцени, да награди, но и да казни. Да ги награди тие што искрено работа за татковината, но и да ги казни оние во чиј ум не постои искрена мисла за Македонија. Оние кои со години мислат, мозгаат и коваат црни планови како да ја уништат државата. Тоа кај овој народ нема да им мине. Тој филм тие нема да го видат. Овој народ си ја сака оваа држава. Овој народ досега поминал низ многу искушенија и многу премрежија, но секогаш сме излегле посилни. Така ќе биде и на 11 декември. Сите ние заедно нема да дозволиме филмот на Заевци и Верушевци да стане реалност. 11 декември е многу важен ден за иднината на Република Македонија, бидејќи тоа е денот кога секој ќе има можност, ќе може да покаже во каква Македонија сака да живее. После овие 2 години, мислам дека на секој од вас му е повеќе од јасно значењето на овие избори. И затоа на овие избори не е потребна само победа, туку е потребна поддршка на 63 пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата за поддршка за подобра Македонија. Потребни се 63 пратеници за стабилна и сигурна Македонија. 63 пратеници кои ќе значат силна порака, до сите оние кои мислат дека можат да го заобиколат народот. 63 пратеници кои ќе значат силна порака до оние кои со години го делат и навредуваат народот. 63 пратеници кои ќе значат крај на црните и мрачни сценарија на Заевци и Верушевци. 63 пратеници за ВМРО, ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Ќе значат и мнозинство кое никој нема да има право да го уценува. 63 пратеници ќе значат мнозинство кое никој нема да има право и можност да го уценува. Спремни се
за многу работи. Спремни се да остапат многу нешта. Ова го велам од причина што ги гледате како се подготвени на се, само за да се догребат до пратеник повеќе. Спремни се и за целосна двојазичност во државата. Да воведат само да освојат пратеник повеќе. Спремни се и кичма да виткаат. И интереси државни да распродаваат. Затоа е потребно да ги победиме со 63 пратеници. Затоа е важно да не им се остави ниту малку простор, ниту малку надеж во нивниот забеган филм, дека можат нешто да се пазарат, да се ценкаат, да лицитираат, да разградуваат и надаваат. Со победата, со 63 пратеници, ќе им покажеме дека нема во Македонија ценкање, нема пазарање со иднината на нашата држава, со државните и со националните интереси. Македонија не е за пазарање. Тоа ќе им го покажеме со 63 пратеници. Победата со 63 пратеници ќе значи полесно и поефикасно спроведување на проектите и на мерките. Ќе значи побрзо враќање на патот на реформите и посигурно чекорање на патот кон нови работни места во Македонија и економски раст и развој на државата. Победата од 63 пратеници ќе значи полесно спроведување на проектите за младите, полесно реализирање на проектите за пензионерите, за земјоделците, здравствените работници, административците. Таквата победа ќе значи полесно спроведување на нови проекти во образованието, во социјалата, во спортот, во културата. Поефикасно спроведување на проекти, мерки во сите области и сфери. Проекти и мерки кои ќе значат продолжување на градбата на нашата држава. Нови дела и нов напредок, кои ќе ја направат подобра, поуспешна и попросперитетна Република Македонија. А тоа е нашиот интерес. Тоа е нашиот заеднички интерес. Тоа е нашата заедничка искрена цел. Успешна и просперитетна Република Македонија. Затоа се потребни 63 пратеници. Затоа е потребна таа голема победа. Тоа ќе биде голем триумф на народот во Македонија. Почитувани, опозицијата слушам дека се надевала дека иако изгуби, иако и се случи те изгуби, значи свесни биле дека ќе изгубат, ќе формирале влада со останатите партии. Каков лузерски пристап е тоа? И затоа нивниот лидер ветува двојазичност, брза промена на името. Верувам дека нема ни да преговара човекот, туку ќе биде дај шта даш и слично. Комплетно редефинирање на македонската држава, како што и самиот тој впрочем кажа. Значи човекот ветува нова држава, некоја нова Македонија. Вие добро знаете кој одговор треба да го добие. Затоа што вашиот одговор сега кон него ќе виси и над нашите глави. И никој понатаму нема да се дрзне да прави чекори без да го праша народот или без да го слушне и почитува неговото мислење, мислењето на народот на Македонија. Значи ова е уште една и верувам клучна причина зошто опозицијата треба да претрпи огромен пораз на овие избори. Се говори и за некои широки коалиции. Јас сум убеден дека нашата победа ќе биде голема и нема да помислат да го споменат тоа, а камоли да прашаат. Инаку и за тоа веќе лобирале кај санците. Која е поентата на изборите ако е тоа така? Победил, изгубил да бидеш на власт.
ова е уште една причина. Ова е уште една причина силно да се казни опозицијата, затоа што веруваат и си прават филмови дека туку така ќе помине и народот ќе заборави на сето ова што го направија. Сакам да кажам уште една работа. Со изборите, со следните избори, времето на поделби мора да помине. Ние како одговорна власт по изборите, иако некој може би мисли поинаку и посакува поинаку, нема да се фокусираме на реваншизми и на продолбочување на поделбите. Туку ќе правиме максимум да се променат работите кон подобро. Ќе работиме на подобар живот на граѓаните. Ние ќе одиме напред, а не назад. Мора да престанат кавгите по улиците, меѓу соседите и пријателите по партиска основа. Деструкцијата и поделбите мора да престанат. Сакам да ви информирам дека почнуваме силно на терен, како никогаш досега. Ке пробаме да допреме до секој еден наш граѓанин, до секое едно семејство, за да ја пренесеме нашата порака, да ве погледнеме во очи и да ви кажеме кои се нашите планови и идеи, како да го направиме вашиот живот подобар, како да ја направиме нашата татковина по-просперитетна и подобро место за живење. Ние имаме таа обврска и никој не може да ја сака нашата татковина повеќе од нас самите кои тука живееме. Ние имаме план и програма со конкретни чекови. Ја имаме најобемната програма досега фокусирана на нови работни места и многу нови инвестиции и проекти во повеќе области од земјоделието, младите, здравството, образованието, социјалата, пензиите, инфраструктурата и така натаму. Ние почнуваме. Многу работи се случија во изминатите 2 години на перманентна криза и дестабилизација, обиди за разорување на државата. Но ние, заеднички со вас, како што викаат старите, кроце по кроце, стигнавме до изборите, кои сите ги посакуваме и кои ќе бидат крај на кризата. Затоа на овие избори ќе бараме најмасовна подршка досега, затоа што мора да се испратат повеќе пораки до повеќе адреси. Вие сте столбот на нашата држава, народот на Македонија, кој остана цврст и покрај сите предизвици изминатиот период. Сетете се само ни што се поминавме. Време е за одговорот. Време е за заедничкиот одговор. Ние почнуваме. Да живее Македонија! Да живее суверена, самостојна и независна Македонија. Нашиот бисер балкански. Да сте живи и здрави. Да работиме сите заедно за новите страници на нашата заедничка историја. Додиме фуриозно напред. Да им кажеме и докажеме на сите дека граѓаните на оваа земја се горди и достоинствени луѓе и си ја сакаат нивната земја и знаат правилно да проценат. Да живее Македонија!